Добро вечер, Македонија, и добре дојдовте на Шанк. Уште една одлична дружба заедно со нас во сабота или во нашите репризни изданија, ама не е важно кој ден е. Важно е дека секој ден е добар за на Шанк. Денес сакам да зборуваме за пријателите. Вие сте моите нови пријатели. Може ќе се гледаме секоја сабота, секој ден, може и веќе нема да ме гледате, сега зависи, не знам. Ама сите имаме неколку видови на пријатели. Имаме пријатели со кои се гледаме неколку пати во неделата или еднаш во неделата. Имаме пријатели со кои се гледаме секој ден и се слушаме секој ден. Имаме пријатели кои не бараат само кога им треба нешто. Сите ги имаме тие пријатели. Тие пријатели ги нема никаде, никогаш не се јавиле и одеднаш опти звони, они се најлабави, као: "Еј, Ивана, шо правиш, добра си?" Ти: "Добро, Арнаш. Шо има ново? Како е на работа?" "Добро." "По дома како се твоите?" Добро се и моите." "А да ми поземиш 100 евра?" Бум! Од нигде никаде. 100 евра. Да ми поземиш? И ти тука како шлогираш, ти вако си викаш: "Шо кренав на телефон?" Има луѓе што имаат подруги тактики на тоа како да ве натираат да им направите некоја услуга. "Ало, Ивана, шо правиш во сабота, слободна си?" "Слободна сум, ништо не правам." "Супер, правам журка дома." Топ! "Сакаш да дојдеш?" "Сакам, бе, а кога сум одбила журки?" "Одлично, земи ја и колата, журката е за селење. Треба да префрлиме неколку ствари." Шо ти речеш? Извини, се предомислив, не можам. Мене во овој момент многу ми фали фиксниот телефон. Се сеќавам дома, татко ми ќе кренеше мајка ми на фиксен телефон и он скока од там. "Кажи, не сум дома." Сега на мобилен, ти можеш да го исклучиш повикот, не можеш да кренеш, например, ама после тоа ти звони на мобилен, ти пишува на Вибер, од Вибер се префрла на Фејсбук. "Абе, те видов активна беше пред 2-3 минути, тука си?" Шо ќе му кажеш на човекот? Ти звони. "Абе, на аеродром сум во Скопје, можеш да дојдеш да ме собереш со колата?" Извини, не сум у Скопје." Како не си у Скопје? Еве на локација, ти пишува на Вибер од Скопје. Гледам на Фејсбук, ти пишува Скопје. Многу тешки времења се за човек да се сокрие од некој што сака да се сокрие. И како стареш, кругот на пријателите се намалува нормално, затоа што, фала Богу, немаш толку финанси да поземиш на сите луѓе, мислам, 100 евра, 2000 динари не се. Ама кога ќе видиш како сте од оние тип на луѓе што си го сакаат мирот и спокојството, стара поговорка вели: "Ако сакаш некој да не му ги видиш очите, позајми му пари. Дај бе 2000 динари, шо се 2000 динари за веќе никош во живот да не ти звони." Најважно со вашите најдобри пријатели да се напиете кафенце, затоа што со нив муабетот оди најдобро и тие заслужуваат најдобро кафе, најквалитетно, а уште побаво ако сакате да бидете добри домаќини, да сварите од кафето на нашите пријатели, ние ви ветуваме дека тоа е пријателство кое ќе трае, а богами и муабетот. За оние другите пријатели што ги имате, што и се така блиски, не така блиски, можете да ги соберете во неколку нови реновирани прекрасни сали за сите ваши прослави и свечиности или пак за вашата свадба. На свадба се собираат сите. Нашите пријатели за кои имате подолу информација ви нудат 2 преубави сали во кои има доволно простор да избегате од сите кои на свадбата ќе решат да ви бараат пари. Можете слободно да се сокриете. Не се шегувам. Дозволете ми на професионалците да го направат вашиот најубав ден на вистина најубав и за вашите пријатели и за вашите не толку блиски пријатели да си поминат феноменално. Наш Шанк стартува сега. За сегментот Врапчето ми летна, денеска одбравме хаштаг од Твитер насловен Ракија. Зошто ракија? Затоа што има на Шанк. И затоа што ракијата е... Не може да се објасни ракијата. Ракија си е ракија. Цане Пребранац вели: "У ракија сум. Ќе те барам." Гужва сум, ќе те барам. Добре, у ракија сум, ќе те барам. Знаеш дека нема да ти се јави. Разликувате Джек од ракија? Вистина луѓе, сите вие што пиете виски, на крајот од вечерта разликувате дали пиете уште виски или ракија не ви смета? Што ви фали на ракијата? Македонско виски ти е ракијата од дедо ти. Добро бе, не ви е жал да јадете грозје? Знаете дека ракија може да се направи, така? Прашува Цветко. Цветко, искрено јас се чудам за тоа. Стварно, вие што сте на диета со тоа салатите, не ви е жал? Ден што почнува со ракија и салата, не може да биде лош. Апсолутно се сложувам.
Нема група што свири на свадби да не ја пее стариот Џумбушлија како дајте му нему, што? Вино, ракија! Нормално. Свадба без ракија не е свадба. А и младоженецот тешко дека ќе го натирате да се земе без ракија. Мислам. Понекогаш се што ти треба се патлиџани, краставица и сирење, за да си направиш шопска. А може и ракија, за да се направиш салата. Ракија си купуваш среќа за 150 динари. Кој рече дека среќата со пари не може да се купи? Командант Марк вели, имале право стариве. Со деца не се пие ракија. Цела салата ја изедоа. Јас велам со диеталци не се пие ракија, цела салата ќе ти ја изедат. Лилијана, дета сум ништо цел да не сум јадена. Срцка, 3 или 4 прста. Ракија да ти ставам. Хаштаг секси неготински. Продолжуваме. Тешко е да кажеш те сакам. Уште потешко е да кажеш прости ми. А најтешко е да кажеш не ми сипуј ракија више. Да, ми мислев дека нема ништо потешко, тоа има. Зошто е здраво да се пие ракија? Зошто после третата чашка ништо не осеќаш. Нито, ни рачињата, ни ножињата, ни прстињата, нито. Мајка ми на шише од ракија има напишано крстена вода. Единствено шише што татко ми не го намирисал. Домаќинки, еве ви идеја како да ја заштитите ракијата дома. Локална анестезија ти е кој ќе се натрескаш ракија кај комшијата. Да се разбереме. Може едно јаболко на ден го брка докторот, ама кило ракија на ден ги брка сите околу тебе. Вин, погодок. Тебе времето нека те лечи. Мене, дај ми една ракија. У Германија настанот кај што ќе испиеш литра ракија се вика журка. Во Македонија се вика вторник или сабота. Легендата вика, ако на шишето од фанта има капаче од кока-кола, сигурно во шишето има ракија. Луѓе што сте се распишувале за ракија. Уште неколку. Многу се добри, не можам да престанам. Ми треба некој лек за смирување на природна база. Ракија може, нели? По-природно, тоа здравје. Порано од кај баба краде бомбончиња, блакца, сега крадам ракија од кај дедо. Нормално, кој не го прави тоа. Од магични пијалаци признавам само ракија. Ракија, уна магија. И Марк вели, за малце ке си турев ракија во кафето. Денес на Шанк се дружиме со, искрено да ви кажам, една моја драга личност, поради тоа што прави нешто што јас обожавам да го правам, тоа е пишува книги, а јас обожавам да читам, а освен тоа еден од најуспешните PR менаџери за кои што нели можеме да се пофалиме, а доаѓаат од Македонија. Дами и господа, Коста Петров, добре ни дојде. Добро најдов, фала на поканата. Искрено ти кажам, многу сакам луѓе што знаат да напишат убав збор и луѓе што се така храбри и искрени како тебе, така да и од таа причина и те најавив. Фала ти. Кажи ми што ќе се напиеш. Прво, нели празен шак не оди никако. Што има? Имаме три висти на алкохол. Сега ќе подстанам. Првата врста на алкохол е ако те нервира шефот. Што те нервира, зависи што ти си сам. Ти си шефот. Ама ме нервира, така да стај од тоа. После имаме ако те нервира жената, мажот и ако нервира балансот на сметка во банка. Како стоиме? Не ме нервира балансот, ама ме нервира шефот. Става ето. Ам себе? Да. Добро. Ја ќе одам со ако те нервира мажот, жената, не сум мажена, ама и дечко се рачунава за нервози, така? Аман работа. Еве сме дека многу, нели, стварно Шанк не оди без пиење и за таа причина цело да го ставам. Крчма, ќе частиш после? Презучуваме кафана. Ќе видиме како ќе биде ефектот. Дали уште ќе ме нервира? Дали уште ќе те нервира шефот? Повели? Еве, јас ќе се почастам со ова, ако те нервира мажот. Па сега, злато, ме нервираш. И можеме со Коста да започнеме еден интересен муабет и уште поинтересно Така да му дам на шефот да се напие прво. Шефе, на здравје. На здравје. Добре ни дојде. Уба. Не дека ќе помогне нервозива, ама па Ќе не опушти. Да зборуваме прво за пишувањето или сакаш прво за PR професијата? Што ти е, како се дефинираш кога ќе те праша некој, што работиш? Па јас сум предприемач прво. Пишувањето на книги ми е хоби.
и начин сите цела негативност во мене да ја исфрлам, бидејќи кога ќе ставиш на лист од хартија нешто и вако ќе прочиташ кречеше, па не биле толку лоши работите, си успеа да ги надминеш. Меѓутоа пред се сум сопственик на PR компанија и пишувањето ми е хоби. Пишувањето значи го дефинираш како хоби, меѓутоа луѓето веќе те гледаат официјално како писател, наш македонски писател. Да, и мене тоа ми смета. Ти смета? Да, мислам, затоа што не се гледам ја како писател, затоа што препретенциозно ми е. Прво, ја не се гледам како писател, бидејќи ова ми е хоби. Второ, пишувам на начин што можеби не е писателски во Македонија. Можеби поради тоа на некои писатели им смета успехот на книгите. Меѓутоа повеќе се гледам како предприемач затоа што поголемиот дел од времето се фокусирам на тоа. А книги пишувам принцип не знам, 1 сат на ден кога има време. Хемингвеј пишувал на пијано, не како беше, пишувал на пијано, поправал на трезно. Така нешто знам. Ја не сум многу по алкохол, така да на трезно пишувам. На трезно пишуваш, на трезно поправаш. Ајде да зборуваме за првата книга. Се гледаме на врвот. Ова е веќе тут во право е книгата дека е 7 издание или повеќе на има стигнат? 9-то, всушност денеска бев го спремаме 10-то издание. Браво. Која година прв пат излезе 2013? 2013, да. Добро сум се 3 информирала. години. Овде пишуваш толку искрено, толку за себе, толку интимни работи откриваш на луѓе кои не ги познаваш реално за тебе, читателите се странци. Меѓутоа им се отвараш како човек кој ги знае цел живот. Не ли ти беше страшно тој чекор да ме направиш? Посебно дека е на македонски пазар. Воопшто не ми беше страв. Мене повеќе ми беше страв реакцијата на моите, пошто ја не ми дадов на моите да ја прочитаат книгата пред излезот, кога излезе дојде на промоција им ја дадов. И мајка ми се јавила, што мораше све да откриваш, кога немаме пари, кога имаме пари, зашто ти работа и кажуваш, викам нема ништо лошо во тоа. Така. Сега мислам смешно е, од таа страна на почетокот малку травматично ги сватија тие работи, меѓутоа ние како луѓе во принцип во Македонија треба да се научиме да споделуваме научени приказни и успешни и неуспешни приказни, бидејќи многу е лесно сега ајде да глумиме и се ми е супер во животот, браво, ова ми се случува, а во нас сите криеме некакви проблеми, некакви стравови и мислам дека крајно време луѓето да се отворат и да разговараат, дека да, ако имате нападен на анксиозност, не се тие единствени, има луѓе што поминуваат ни тоа, луѓе што поминаа тоа, дај да зборуваме. Кај нас има премногу табу теми. И поради тие табу теми некако ние не ни созреваме како општество. Меѓутоа, мене целта на книгата ми беше, види, ја ќе споделам мојата приказна. Можеби некому ќе му се допадне, можеби некому не. Меѓутоа, ќе пишувам за работи кои што јас сум ги доживеал. Бидејќи ние во принцип секогаш гледаме ако некој е многу, не знам, ако е многу успешен, ти се фокусираш само на успехот, а не се фокусираш на сите работи што таа личност морала да ги пројде за да стигне таму. Така да баш сакав да дадам една приказна која пред се е искрена и на еден начин всушност книгата напише бидејќи имам 6 годишна ќерка. Ќерка ми кога ќе напуни 18-19 години, знаеш кога ќе почнат проблемите, драма кога ќе почнеме да пираме и така натаму, да ја прочита книгата и да свати дека сите проблеми се минливи. Секој хаос има рок на траење. После тоа дојде стравот, башето на што го коментираме сега, кога се плашиме да ги направиме работите кои сакаме да ги направиме и да го постигнеме успехот за кој мислиме дека сме способни. Стравот беше проследен и со интересен документарец. Да. Јас сум за карање, не стигнав да ја прочитам Стравот. Станува ми си одам. Немој да молам. Ветувам, после емисијава. Работка на книгата. Да, и ќе ја прераскажам колективно што се пишуваат. Но го гледав документарниот филм, посебно поради тоа што собра наши познати јавни личности, кои искрено зборуваа, коментираа, се надоврзаа и со нивни приказни. Тој беше добар проект и е прво нешто таков вид за наши писатели. До сега нема изреализирано некој филм по книгава, некој да ајде коментира и зборува на таа тема. Тоа е всушност и првиот документарен филм што бил прикажан во македонските кина. Така. Да. И сеќавам во Cineplex кога отидов на првиот состанок им кажував за проектот и па не знаеме дали ова ќе помине, ќе видиме како ќе биде. И некако ги наговорив на крај, ајде кај вас нека биде премиера, прикажувајте го барем една недела. И премиерата ги пуштаа картите, не знам, да речеме, не знам, на 10 октомври, на 11 400 карти се распродадоа. И навистина ми беше... Како беше чувството? Прекрасно беше чувството, бидејќи мене целата идеја со документарецот ми беше дека книгата ја прикажува мојата приказна. Значи еднострана е. Меѓутоа, што ако сите овие луѓе ги споделат нивните стравови? Бидејќи сите овие луѓе има некој специфичен страв. Винка Саздова имаше страв од смрт.
Тања Кокев Страв да се прифати самата себе. Весна Весна беше Петрушевски имаше доста потресна приказна. И всушност целата идеја ми беше да ги споиме сите овие луѓе, бидејќи луѓето најмногу се преврзуваат на јавни личности, нели? се ефектот е поголем. поистоветуваат. И сите се отворија и всушност монтирањето на тој филм беше многу травматичен, бидејќи мораш низ некои сцени да поминуваш по неколку пати да ги гледаш и ти, меѓутоа премиерата помина навистина многу добро и ден денес луѓе ми пишуваат кога ќе излезе пак документарец, така натаму го спремаме за следното издание на DVD да излезе заедно со книгата. Меѓутоа тоа е проект на кој што сум навистина горд, бидејќи мене во принцип секогаш така ми идеа и на книгата за книга и за првата книга за се гледаме на врвот кога зборав со издавачот, велеа нема да поминува кај нас ваква тематика. Така ти вика? Да. Искрен да бидам, дека не ми се нема да помина ваква тематика. Помина, исто беше и со документарецот и тоа помина, така да тоа ми дава многу добра сатисфакција, бидејќи на еден начин рушиме некакви бариери кои што непотребно се поставени. Третата книга беше потресна приказна, Нашето последно кафе. Приказна за искрено пријателство, другарство и нешто што сите ќе не погоди. На ваков или на ваков начин, може не сме изгубиле пријател, но имаме изгубена личност која сакаме дефинитивно. Тука веќе уште потешка тема за пишување одбра. Како беше процесот да се соочиш, да седнеш да напишеш? Имаш ли проблеми од другата страна, дали да пишуваш за таа тематика, бидејќи си пак болна? И на крајот, дали овој пат рекоа Коста, ова нема да помине? Не. Сега веќе веруваат зашто и да направам, така да. Така. Нашето последно кафе всушност започна на еден сосема друг начин книгата. И во меѓувреме додека ја пишував, за жал почина да мој близок пријател од детство, со кој што со години се договаравме ајде идеме на кафе, има време ќе се видиме, за жал загина во сообраќајна несреќа, немаме шанси да го испиеме нашето кафе. И на еден начин сакав преку книгата да му се извинам што никогаш не најдов време за него. Во исто време, мене најголем страв ми беше стравот од смртта и стравот дека кога мене ќе ме нема, никој нема ни да се сети дека некој сум живеел на земјата. И преку книгата сакав неговото име да остане на едно место, дека книгата е спринтана, нешто што може да го допреш, нешто што луѓето ќе го читаат. И најмногу за неговите деца искрено, бидејќи се мали, дека еден ден да знаат дека да, тоа што се случи е навистина трагично, меѓутоа живеел човек кој што ги промени животите на сите нас. Да, вилат влизи му во срце на писател и никогаш нема никој да го заборави. Мислам, интересно, не е правиот збор, интересно. Занимливо. Ја книгата ја завршив 2 месеци од кога он почина. И ја всушност кога ставив последната точка на книгата, тогаш всушност ја му кажав чао. Претходно онака ми беше се пускај нас малце пред преголеми церемонии има околу тие погреби такви работи, така да немав простор тагата моја да ја покажам. И кога ставив таа точка, сеќавам во Охрид бев и тогаш онака сите па подплачени. И реков тоа е тоа. И навистина ми е гордост што сум познавал таков човек и навистина ми е жал што и континуирано ги правиме истите грешки. Да, ќе се видиме, има време, а всушност некогаш нема време. Нема време. Дали веќе се спрема четвртата книга, тоа го наслути веќе од разговорот дека се припремаш, да се изгледа до каде е тој процес и што ќе опфати овој пат таа книга? Да. Ако смееш да откриваш. Не, смеам. На 3 октомври имам промоција на една книга која што малце поразлично од овие книги, значи тоа се вика Тајните на светските PR експерти. Тоа е прва книга за односи со јавноста, стручна книга напишана од луѓе кои што ја практикуваат таа работа и во неа има поглави од 12 глобални PR експерти. Така да тоа иде на 3 октомври и тоа навистина беше огромен проект бидејќи излегува на 4 јазици книгата, од која англиската е најголемата верзија и со 12 луѓе се работи, значи не знам 3 месеци само промените ги правиме на книгата. Сега од кога тој проект денеска значи ја пративме на принтање, сега од кога е готово, ќе се фокусирам на новата книга која се работен наслов е Никој не рече дека ќе биде лесно. И не би сакал премногу да откривам, меѓутоа целата идеја на книгата е дека повеќето од нас кога ќе започнат некој духовен пат, нели прво започињаме, не знам, на рамна нервен слом сме, анксиозно се плашиме од се и се што. После читаме книги, се билдаме и од една комфортна зона влегуваш во друга комфортна зона, каде што другата комфортна зона е ќе размислам ја позитивно и се позитивно ќе ми се случи. И понекогаш е така, меѓутоа мора да сватиме дека животот да се живее и дека во
во тој период кога ние живееме ќе има успеси, ќе има неуспеси, ќе имаме пари, ќе немаме пари, ќе бидеме здрави, ќе бидеме болни. И тие негативни работи не се ние работи кои што треба да ги отстраниме, туку да ги прифатиме и ги трансформираме. Бидејќи во животот има и позитивни и негативни работи. Ако се фокусираш, мислам дека е деструктивно да се фокусираш или само на едното или на другото. Точно, така е. Коста, како уште ова ми остана чудно, како рече ајде ќе земам ќе напишам книга. Мислам, има луѓе што пишуваат, знаат да пишуваат, но да, тоа веќе го опфаќаш во книги, нели, као пишува, никогаш нема да издаде книга. Но како знаеш дека можеш да напишеш книга, дека си талентиран за оваа работа? Во школа беше оној со петки по македонски? Бев, искрено бев, секогаш пишав повеќе остави. Да се пофаламе. Меѓутоа, не знам, добив онака идеја чека да напишам книга, еден од издавачите ми е другар, зборев со него, ми кај напиша па ќе видиме што ќе биде. Напишав па не знам дали ќе помине или како ќе помине. Меѓутоа пак ќе кажам, главна цел ми беше ќерка ми, да напишам нешто за ќерка ми, затоа книгата е посветена на ќерка ми. А некој ќе ми рече фамилија кога ќе се направат луѓе, нема да време за ништо. Ти си Да, баш. да, добро тоа е малце И тоа е клише. клише. Да, ама ти си апсолутно спротивно од целата таа работа. Каков си како шеф, на оваа друга страна. Имаше убав статус едно време на Facebook, дека се додека се искористуваат луѓето, дека си не си лидер, туку си напротив некој што бара да му слугуваат, ќе ги губиш добрите вработени. Тоа беше една супер теза што ја застапи во една твоја колумна беше. И едно од моите омилени. Дали си ти по тој принцип се водиш и од каде научи всушност како се прави бизнисот, како се води бизнис? Не научи, ја ден денес не знам, мислам, од друга работа, кога имаш твој бизнис, ти си емотивно поврзан за бизнис. Значи не ги гледаш работите само од бизнис, туку ги гледаш преку емоции. И сега на почетокот гледаш некој, све си му објасна, си му дал тренинг, не работи. Идеш дома, се нервираш, ја целиот живот го рискирав за оваа фирма, он не го интересира и така натаму и така, но и тоа всушност не беше најголем проблем. Бидејќи бев толку многу емотивно поврзан со компанијата, што сите работи ги сваќав преддраматично. Од кога ја прекинав таа врска, свате види, да имам успешна компанија денес, меѓутоа може утре нема да биде успешна компанијата. Мене успехот на мојата компанија не ме дефинира мене како човек или како татко или сите тие работи. Меѓутоа гледам да не гледам премногу розово и да не гледам премногу негативно, затоа што не можам ни ја да бидам и најдобар другар со моите вработени. Меѓутоа не треба да бидам и најстрогиот шеф. Како беше, служба си е служба, дружба си е дружба. Сакам да има атмосфера каде што се чувствуваат дека се почитувани, дека го добиваат тоа што го заслужуваат, меѓутоа на крајот од денот сите ние доаѓаме да работиме. И да, треба да има забава, треба да ни е супер, меѓутоа на крајот од ние треба да ги носиме финансиите, да ги покриеме трошковите за компанијата да прави пари, бидејќи некоја моја филозофија, ако компанијата има пари, сите ќе имаме пари. Ако компанијата е во криза, сите треба да го истрпиме тој период. Налета ли на многу непријатели поради тоа што си вака амбициозен и сакаш да успеш? И пречки верувам налетуваш. Коментари обавезно. И кај нас, поготово кај нас. Ама аплауна луѓе што ги гледаш дека од онака од чиста мира така да те. На почеток ја тоа не го перцепира. Зашто излезе книгата продавана, позитивни пораки стигаат, ово ми го промени животот и сега се занесуваш ти, вау, ја им го промени животот на толку многу луѓе. И одеднаш отвараш Твитер или некој те зеза ти прати, видиш одбора за тебе, ваков си, онаков си. И на почетокот стварно е многу тешко ти кога ќе прочиташ некој, поготово некој што го знаеш, дека те хејта, збори некои работи што нема никаква врска, ваков се па чепкаат некои слики вадат пред 20 години, нешто што се правил пред 10 години и така натаму. Меѓутоа, после сватев дека проблемот е всушност во мене, затоа што ако ти си сигурен во твојот успех, тебе нема да те допрат сите овие работи. Така. Ја во тој момент не бев сигурен и не ќе да ги прифатам работите дека да, јас сум направил работа на која што треба да се гордам, не да се срамам од нив. Точно. Во моментот кога си кажав на себе едно браво, тогаш ние овие коментари нема да ме допрат. И ние, мене она што и ден денес ми е тажно е тоа што ние секогаш како народ се врзуваме за негативната работа и секогаш ги гледаме само негативните работи. Ние многу малце луѓе се спремни да кажат некому браво. Така. И тешко им е да го кажат тоа. Затоа што во твојот успех, они го гледаат нивниот неуспех. Ме пуцати со Твитер платформа, баш пред некој ден отварам, гледам да видам коментари, емисија, што го напаѓаат. Ама знаеш кој напаѓа? Ќе ти кажам ја еден момент на просветлување. Значи бевме во
Маракеш. И сега седам ја во Маракеш, во хотел со 5 звезди, луксуз невиден, уживам стварно со сеќаш онако $1,000,000 и сега сум седнал на Твитер И читаш. и читам што зборат за мене. И сега викам, чекај, јас сум глуп. Значи некој у пижами седна дома, што веројатно е тотално изфрустриран во се што му се случува во животот, седи и коментира. Аз седам во хотел 5 звезди у Маракеш, се секирам кој што напишал за Уште мене. напишам на тоа. Тешко е да не допре тоа до тебе и е процес. Меѓутоа мене ми се случи еден таков хейтер да го сретнам уживо и да му е срам да се поздрави со мене. Тоа е моментот. Тоа е моментот кога се Или кажа целата приказна на Цицарон. пати. Така. Колку си искрен како човек? Па толку што треба да бидам. Ајде да провериме. Имаме една игра. Правилата се многу едноставни, се што треба е да бидеш искрен. Добро. И ова табличе да ни го светиш на сум и на нисум. Иако повеќе ние на кај забавната страна си ја тираме играва. Добро. Ама зошто да не малку да се расположиме и да видиме како стоиме со одговорите. Еве ќе почнам со тетоважите, дека Да. веднаш ги приметив. Криминалец. Никогаш не сум направил тетоважа на интимно место. Не. Не си? Очекував сега тука да ми речеш, има. Само на раце. Сигурна? Да. Добро. Искрен, така си. искрен, Тоа е единственото правило. Ја немам никаква тетоважа. Не? Морам да Да. направам. Зависност е, значи кога ќе ставиш една мора да ставиш уште едно. Ама ја ќе одам веднаш на интимно место. Да, Од на прва интимно. вие, немам ја Добро. време да ве чекам. Никогаш не сум заборавил годишнина од брак. Ја не сум мажена, ама си, ја немам заборавено на годишнина од дечка и девојка се патим, јас сум првата. На почетокот па 2 месеци идеме заборај дека ни е Ти годишнина што ќе ми 2 месеци. купиш? Си заборавил? Сум заборавил, да, за жал. И како помена дома? Ова сопруга те пушти да си влизаш дома? Не знаеш, мене во принцип, искрено сега ќе ти кажам, ме нервираат такви, ај сега, ден на влюбените, ајде излеземе на вечера. 8 марта ќе купам годишница ние ќе идеме. Не гледам на тие работи, толку ми е тоа све некако изфорсирано. Ама жена гледа. Да. Жена гледа. Да. И јас викам на дечка ми не ми е битно, ама ја пребракав цела куќа да видам што ми купил. Ама ја тоа викам, жена ми заеднички сме одбитни, цел свет го имаме прошетано, све живо и диво имаме праено. Ја вик, и мојата филозофија е дебре па е на ружа, сега ваму бевмете и за ружа се фатала. Меѓутоа таа е на ружа некогаш значи многу повеќе. И јас сум не мора да ми купуваш поклон, а после кај ми е поклонот. Да. Никогаш не сум заборавил роден ден на сопругата. Не. Не сум ни јас на саканиот немам заборавено роден ден. Па што сопругата е 23 декември, јас сум 28 декември. Така Ама да ти нема си ја шанс. темпирал. Да, нема шанси да. Како и го заборавам. годишнината не ја направив тука некаде. Се земавме на 27 декември. И ти го заборави датумот. Сетио еден месец да коста. Да, многу трошат си го нема. Многу работа. Многу работа. Никогаш не сум се криел дека не сум дома од гости. Да се кријам. Цело време на телефон ми е Милена. Кажи дека не сум дома. Нема, знаеш, ја например дома се го гледам како некој интимно место, кај што не знам, сега сакам по гаки да се И шетам ја не или по сакам гости пижами. дома, исто така. И не сакам да чистам после гости. Така да се гледаме во ресторан. Не сакам да чистам ни пред гости, ни после гости. Значи, кај мене и кај Коста гости нема. Овако, добро се, да. да не сме власиви и 20, ние секој ден примам гости, он сме денес Да, на да. липница на врата. Никогаш не сум чепкал по телефонот на партнерот. Јас сум девојче, ја треба Ти тоа да го лажеш. правам. Не лажам. Лажеш, значи Не секој лажам. има чепкано по телефонот на партнер. Не лажам од причина што нели се со од прсток сега. Шо ќе го чепкаш бе, Коста, Пресечи шо ќе прстот, видам. пресечи. Пресечи. Значи, Ама знаеш тоа па мене ми е пострашно, чекај, зошто ти ставаш со сакаш да ми кажеш логин? дека така не си ги затварате дома Не. телефонот за тоа? Не. Јас затоа немам чепкано кај ваква Не си ги друга затварам. половина телефонот, бидејќи прстот ми треба. Така да не сум. Па, Ми пресечи треба го прстот, прстот него. ми, а после ми треба за други работи. Никогаш не сум бил љубоморен. И јас исто. Нормална работа, така? Не, нормално. Дури човек разбран кој тебе прошатно знае Да. да му биде. Секогаш имаш она тепетка. И Така тоа е е. здраво, мислам. Да, да. Никогаш не сум напишал нешто на хартија што не сум го мислел. Не сум, ама ја не сум писател. У дневник не се напишал? Не Не? сум. Кај ти имаат платено Немаш да пишуваш. проживеано на Ама ништо. ти работиш пиар.
Мораш да Некој, пишуваш, да. Во PR-от мора да напишеш и тоа што ќе те платат да го напишеш. Никогаш не сум заспал на работа. Не сум. Како не си, бе? Не сум. Работиш од сабеле до вечер. Се надам дека шефот мој не гледа телевизија. И сум јас Лажеш. лош работник. Лажам, не сум. Никош. Сум бил преморен, ама не сум бил. Добро, немате удобни фотели, валјда. Штеди шефот на Да, фотели. кај фотели, сум така. Никогаш не сум вработил никој заради физички изглед. Ти требаат убави луѓе. Макар и да се глупави. Ти треба Не. да се релаксираш. Не. Многу си убав, нема ништо да преш, само седи само тука. добро изгледа. Само добро изгледај. Не си? Никогаш? Лошиве. Ни години, ни националност, значи немам такива предрасуди. Ако си добар, ако си спремен да работиш, Браво. Никогаш не сум украл ништо од продавница. Сум мастики ти. Морам да знам што е. Украл мастики. леп. Добре. Во Грција бевме одма, не мислам ајде да не зборам се, ово пресечи. Ништо немам украдено. Немаш украдено. Секој има украдено. Немој да влизат овие. Од Грција, ајде не се Не. лажи. Башко, Ти името на го Тие украда. заслужуваат да им крадам Ја за еден леп. за еден лип. Никогаш не сум се вадел од казна со полиција, со јас славен сум, не знаеш. Сум. Јас сум на телевизија, не ми пишувате казна, Да. брзам на снимање. Немаше врска. Мене ми е Не си напиши се казна, никогаш? немам време да чекам. Не. Да? Затоа што Нема- толку ми е, Ќе си платам, нема се. знаеш, непотребна нервоза ми е. Пред една недела ме казнија, не знам која сума беше, и сега викам да ја се карам или не, викам, што ќе се карам? Ќе си Викам, ве платам. само напишете ја казната, треба да има детски родови. Не напиша, се платев и тоа е тоа. За во игротека. А пола И викам на Македонија, керка ми ова е наскапи од роден ден на кој што сме биле. а пола Македонија бега од родиндени во игротеки, ти гледаш. Никогаш не сум јадел благо с кришна, за да не го поделам. Задолжително. Никогаш е најубаво да си сам, например, кога имаш чоколада. Ама знаеш што е интересно, пошто кога си сам не си да рачуна као. Не е изидана, да. Си бил на диета па да јадеш ова по дома да ни тоа поменува, да не виде никој. Јас се сеќавам, не знам, едно време као дете бев многу подедол и сега мајка ми не беше ајде на диета, ама као помоца јадење. Се сеќавам кифли напред и под перница ги скрев кифлите за кога ќе заспе да ги изедам, ама она ме нувала по столнината меѓу време. Кифли по тоа. Се чудиш шо му е. Вика шо е кифли бе. Никогаш не сум бегал од средба со роднини. Не си? Вака. Зависи кој роднина. Не сум, не. Сум. Пуснам на телефон, мајка ми ќе ми рече, ајлај баба ти да ја слушнеш. Добро, тоа. Ти викаш вака, не, таа еве, ти еве, ти. Да, да, ти Забавно. сака да те чуе, Да. еве, многу сака да си направи муабет со тебе и ти го дава А ти таму телефон. преш. Последното прашање од играва е, ама веќе го знам одговорот што ќе ми кажеш, никогаш не сум бил пијан на работа. Не бил сум. пијан на работа. Од претходната вечер не доспам. Или рече не пиеш? Не, па, А ја? не значи дека уопште не пијам. Значи мислиме единствено да заглавиме навечер и следниот ден. А ја вака гордо си стојам сум. Дојте вие на телевизија да ме видам трезни. Ти благодарам Куста вака што учествуваш во играва со мене. Некаде при крајот на интервјуто дали те препознаваат луѓето, дали ти смета тоа, дали нешто промени во твојот начин на живење, на функционирање или си нормално? Мислам, ме препознаваат. И мислам, не можам да кажам дека не ми годи. Убаво е кога некој ќе приде ќе ти каже ме инспирираше со книгите, ми го промени животот и така натаму. Меѓутоа не е тоа нешто, не знам. Не сме и премал пазар за такви работи. Сега, например, да беше у Америка и такви работи, ќе имаше филмови, бодигарди и такви работи. Мерцедеси. Да, Мерцедеси ќе фрчеа ваму таму. Меѓутоа не, види. Јас сум горд што луѓето почнаа да зборуваат за некои работи претходно што не збора. Заборави ги книгите, значи да не сум ги напишал книгите и да сум ги напишал дали биде успешни или не биле успешни. Значи имаме една нова генерација на луѓе кои што не се плашат да зборат за своите стравови, не се плашат да зборат за своите проблеми, а тоа е многу важно, бидејќи тогаш можеш да најдеш решение. Ако не зборуваш ти за работите, како очекуваш да најдеш решение? Ако не кажеш дека ти требаат 50 евра, како очекуваш некој да ти рече ја ќе ти дадам 50 евра? Не.
Зашто само 50 Треба евра? 50. Ја викам филозофија треба да сакаш се. Ако е 50 евра, што ќе правиш со 50 евра? Од кругот на пријатели со кои се дружам, нема никој Мерцедес. евентуално да ги сминам пријателите па да речам сакам Нема, се. не се воопшто ти работи важни. Колку често си на шанк? Никогаш. Никогаш? Не. Значи ја прв пат. Да. И Денес знаеш што, направи пред да нешто дојдам, прв гледав пат. слики, викам чекај како изгледа студиото, викам леле, столица на шанк затоа. Кој ќе собира стомак цело време. Кој стомак бе, немам ништо. И ми не Не мислиш вреге. лисно ми вака. Ми не мислиш лисно ми вака да седам. Супер сме, топ сме. И да не забравивме ништо да кажеме, да споменеме ништо што остана не недокажано или топ сме. Поклон ќе даеш? Така ли ти докажеме ми? Поклон ќе даеш? Кажи ми како го бендисуваш ова сликиче позади. Топ, оба не е топ. Да, ама сериозно те прашам, бидејќи Пан Принт го направи за тебе. Стварно? И тоа е твојот подарок. Јас Фала убаво многу. си реков ќе заборавев еден од подароците, само ако не ми пратиш книги. Не, прашам готово. Ќе дојдам ќе си ги земам. Дојде на врвот ќе те ги дам. Ова е за тебе од нашите Фала. пријатели. Значи, Не, супер. баш човеков е и неговата филозофија и музика е нешто Да. во твојот стил. Биди среќен, живеј го животот и биди искрен. Дефинитивно. Не сме завршиле куста, планираш да правиш уште деца или? Па не знам, ќе видиме. Додека се одлучиш за уште деца, да се заштитиш обавезно со презервативи. Добро. Обавезно. Еве, ако мислиш дека не сме сериозни, сериозни сме. И најважното се е за сите писатели, затоа што сакате да работите доцна ноќе, ти имаш многу врски е пиењето на кафе. Овие се вака за тебе, да пиеш кафе, имаш цела кесенца со кафе, има и за твоето малечко детско капучино, тука имаме некаде. Браво. Ајдам. Каде, еве го, детското капучино за твојата кирка, затоа што се гледа дека е твоја љубимица. Да, Така и треба, да. татина принцеза. Така треба. Ти благодарам уште еднаш што дојде во емисија и кога ќе излезе новата книга, беше после 3 октомври оваа со водичот за пиар, па ја чекаме До крај на другата. година ќе биде сигурно. Ќе ме известиш и ќе те чекаме на шанк. Да. Македонија тоа беше Коста Петров, а вие останете на Алфа телевизија, имаме уште да ве смееме и расположиме. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. Хотел Континентал, во прекрасна градина од внатрешна страна или пак најнова градина со капацитет од 400 гости на предна страна. За свадба подобар избор нема, и внатре и надвор. Хотел си е сепак хотел. Хотел Континентал. Пред да се одјавиме со вечерашно дружење, морам да ве потсетам дека најголемото задоволство не смее да биде незаштитено. Заштитите го вашето срце од кршење, но и заштитите се од вашиот кондом од кинење. Користете квалитетни кондоми и изберете паметно. Бидете паметни. Еве ги оној избор што го нудиме, значи за секого посечи вкус и тука се тие како поддршка за сите вие што сакате да имате убава ноќ. Продолжуваме со потсетување на времето кога можевте да јадете банана без да ви биде неизгодно. Дали се сеќавате на тоа време? Онака, супер си јадеш бананата, никој ништо не ти коментира, никој ништо не ти вика, за разлика сега кога ќе отвориш банана на работа, коли охо, колешке. Тоа се рачуна за мобинг, ама многу од мажите ќе ви кажат дека и вие со самото тоа што јадете банана, он како маж, тоа му е мобинг или со сладолед на стапче. И он ќе ве пријави, ќе ве тужи. А и на таа пара што се зима од мобинг, мислам, кој не би тужил за ова, за банана и сладолед колишкава што јаде. Се уште не можам една друга работа да разберам, што јас не е мобинг дека не е на работно место, ама не можам да разберам. Свирењето со коли по улица. Ќе се дотараш, ќе се облечеш, ќе идеш и тука ти свирења. Даун! Затоа што мора да најдеме таа прва жена што на свирка од кола има фрлено кеси, ташна се рекла, дечко, еве ќе ти дадам, ќе имаме секс, еве, одма ќе легнем. И одма утре ден тоа вика ми драјте, брат, некни на онаа су ми свирнал, одма ми даде. И тука почнува масивно сите да свират со автомобили. Мора да најдеме таа жена. Оти од некаде оваа работа мора да почне. Не ги разбирам тие мажи што свират со коли и не ги разбирам тие мажи со маченце, кукле, рибице, срценце, колаченце. Оно ти збори во демонитив.
Да, зборувај ми така како да ми е порно цело време пуштено по дома. Баш тоа сакам да го слушам. И да продолжиме од кукленце, срценце, раченце, це. Сигурно и тоа на димоните. Друго објаснување немам зошто зборува така. Не знам. Како и да е. Не мора да свирите со автомобилот по улица како селјак, за да приметат. Доволно е да возите автомобил од моите пријатели. Автомобил во кој нема потреба да свирите. Ќе бидете приметени по тоа што ќе возите ултрамодерен автомобил, елегантен, секси автомобил, економичен и нормално најдобар. Јас го фалам Hyundai 30 дека е мое и Ивана, а вие сега кога ги посетите ќе си најдете автомобил баш по ваша мерка. Убави луѓе на Алфа телевизија. Се гледаме следната недела. Во меѓувреме на Шанк со Ивана Наскова не се следите на Facebook, ни пишувате и нормално, ако сакате нешто што не е вклучено во нашата емисија да биде дополнето, слободно повелете. Да не заборавам, ако сакате да не насмеете и да не расположите, слободно испратете ни вашата фотографија или видео за која ни давате дозвола дека можеме да го емитуваме. Чао, да сите имајте убава вечер.